Во време кога за многумина домот е место на топлина, сигурност и љубов, за едно семејство од нашата земја, домот е само една мала содзидана соба. Една соба во која се сместени сите нивни соништа, сите нивни стравови и целата нивна борба за утрешниот ден. Без кујна, без тоалет, без вода, без основни услови за достоинствен живот. Само еден стар шпоред, 2 кревети и ѕидови што едва ги штитат од студот, дождот и суровата реалност. Во тие нехумани услови живеат 3 мали дечиња, 3 невини души, 3 пара очи полни надеж, кои не бараат многу од животот. Не сонуваат скапи играчки, не посакуваат луксус. Нивната најголема желба е едноставна: топол дом, чист кревет и доволно храна за да не легнат гладни. Јагутка Лазарова беше млада, полна со соништа, но животот и подари нешто сосема друго. Се омажи и се најде во свет полн со страв и болка. Јас сум од Македонска Каменица, од село. Живеек у село. У кое село? У село Цера. Јас останах сама со мајка ми. Одек у Каменица на училиште до 8 оделење. И не можех да го продолжам школата да го продолжам да одам, па морах да останам за да ги чувам мајка ми и татко ми. Беше мајка ми болна. После татко ми се разболе од шикер, почна да боледува и требаше јас да останам да ги чувам сама. Па татко ми многу пиеше, ја мортетираше мајка ми, некош нас, мене ме мортетираше. Имавме спиено доле по подруми некогаш. Родителите, иако скршени од животот, секој ден водат тивка и тешка битка за да им обезбедат барем минимум достоинство. Мајчините очи секој ден кријат болка, а татковата тишина зборува за безпомошноста кога љубовта е голема, а можностите премали. Се мажам јас на 19 години, одам, на 2 уштип се мажам. Мојот сопруг и тамо беше пиеше и он ме мортетираше, ме тепаше, ме наврдјуваше. Го родих првото дете, се породих со првото дете машко. Да. Колку време беше во првиот брак? Па околу 8 години 9. Колку години имаше момчето, синчата? Имаше 7 години кога заминав. Ти го оставаш него таму? Не, го донасам тука, дојде на 4 дена. Каде тука? Тука дојде. Во Дојра? Да, дојде во Дојра. Ама ми се јавише наставничката што одеше во училиште, морах да го вратам за да оди училиште таму, да продолжи още таму на училиште. И мојот сопруг ми се закануваше, ако не го вратек и ме набара да потпишам, да го потпишам, да се откажам од него, за да ми даде развод. Сега е далеку од него, но смее да го види својот син, своето прво чедо. Но секој ден се моли да ја побара кога ќе наполни 18 години. Моли за една прегратка, за збор, за мигови што животот им ги украде. Не сум со контакт, беше звонек за да се слушнеме со него, ама он не ми го даваше, некош ми го даваше, зборек со малце со него. Го прашав како дали оди на училиште, зборекме и после прекинуваше. Ма го земеше телефонот. Дали сега каде е твоето синче од првиот брак? Да, со татко му живее. Дали слушаш некој, дали е добар, дали не сум со никој, не сум со никој. Да, не сум со никој контакт таму. Како издржуваш, Јаготка? Па издржувам некош, тешко ми е за него, ми е тешко. Се мислам кога ќе дојде 18 години, ќе наполни, ќе дојде, ќе ме побара. Секој ден е борба за основното, за храна, за облека, за мирен сон. Едното од незините деца расте во шатор под отворено небо со студот и дождот како постојан придружник. Што се случува потоа? Потоа се запознаваш со вториот сопруг? Да, се запознуваме, на телефон збораме, се запознуваме. На Facebook си имате запознано, така ви спомена пред да се облучат камерите? Да, и дојде тука. Те
доведува до Дојра. Дојде. Каде што остануваш? Венчани сте? Не сме и оште венчани. Да. Добро, имате 3 дечиња. Да, имаме 3 дечиња. Добро, живеете во едни Да, прво дојдекме тука, па се преселикме у живеекме у Нов Доран под Кирија. И тамо немавме услови, дека живеекме на соба, и тамо кога врнеше дожд течеше, немавме многу услови. Кога јас се породих, беше кон македонска каменица живеек. Па се породих у Штип, се вратек пак у Каменица. У селото се вратек, тамо живеек сме па со мајка ми. И од тогаш мајка ми тако беше починан, пред Нова година почина. После јас го родих на 5 февруари син ми. Па потоа од таде се враќаме, тука доваѓаме, немавме каде да седекме, дека ова почнавме да правиме, спиекме у шатори со детето. Ти бремена, а... Да, имаме испијано јас у шатор. Да, наместено шатор, спиекме у шатора со него. И чекор по чекор, животот им отвора врати. Од бездната на стравот и несигурноста, тие почнуваат да создаваат свој свет. Една соба, скромна, но нивна. Соба каде што нема студ, каде што нема глад, каде што насмевките не се скриени зад тишина и страв. Го правите ова? Да, го правиме обова. И тука остануваш бремена со трето дете? Да, со трето дете се пораѓам и тука. Немаме услови каде да седеме, немаме копатело, ги бањаме уник унутре. Ние се бањакме унутре, со ник се бањаме. Каде одите во тоалет? Па навор одеме. Што јадете? Од каде наоѓате Кога храна? имаме пари, купуваме за храна, ама гледаме повеќе за децата да имат. Кога некош не остануваме некош остануваме не јадеме, децата да има да ги нахранеме. Некош се мислиш не можеш да издржуваш. Помислиш на децата, кога немаш нешто за храна. Кога немаш услови, гледаш како раснат другите деца, твоите деца немат го тоа. Да ја освориш ти некои работи ги барат, а не можеме да ги оствариме. Се замислувам, го молам некош Господ и јас да имам некош да ми помогне на мене. И јас да ги осворам тие. Да имат и моите деца дека да имат соби, да имат да играат, да имат брег, да имат детство убаво како сите. Денес гледавме приказна што боли, но истовремено дава надеж. Приказна за едно семејство кое и покрај суровата реалност не ја губи вербата во подобро утре. Здраво! Здраво, здраво. Како Ајде, си? Супер, хвала на прашање, ти како си? Добро сум, супер. Еве, уште една емисија, уште едно добро дело да направиме. Ова е Срце на дланка. Овој пат повторно сме во Скопје во Елипсо, за да може нашата јагутка од Дојран да си одбере бела техника која што е подарок од Flex Credit. Ке ја пречекаме, таа ни пристигнува од Дојран. Сигурно се сеќавате за мајката која што живее со своите 3 дечиња. Живеа во страшно нехумани услови, без тоалет, во една соба зидана која што изградила сами, толку можеле, претходно живееле во шатор, баш неубава судбина. Затоа барам малку да ја израдуваме, Flex Credit е тука, за да може да и биде подобро секојдневието, за да може барем еден ден да биде среќна и да биде поразличен. Мислам дека ни пристигнува. Да ја отворам. Браво! Како си? Добра. Како патуваше? Добро, супер. Со што дојде? Со автобус? Со автобус? Да. Си се снајде, се е во ред. Да. Кажи ми како се дечињата? Добре, супер. Добри се? Да. Да, во септември почнуваат на училиште? Да. Почнуваат и двете. Браво, браво. Спремни се веќе. Говорот се пушти Да, на малиот. Да. Се е во ред. Одлично. Одлично. Многу ме радуваат вакви убави вести. Јаготка знае зошто сме тука. Да, знаме. Ние сме во Елипсо за да си одбереме, тие се наши пријатели веќе подолго време и исто така ваучерот Flex Credit ќе се потроши тука за да можеш да си земеш нешто од бела техника. Дали си подготвена, дали сакаш да се прошитаме чисто да провериш што има, како има, па да се договараме понатаму што ќе си одбереш. Можам и да те запознам со нашиот колега веќе. Дали сакаш да дојдеш со нас да те прошитаме или
ќе не оставиш Како сами. сакате? Ајде. Ајде, ако ви треба помош, ќе дојдам. Јаготка, не знам што сви ти е потребно. Јас бев кај вас дома, меѓутоа буквално има работа таму Да, и Да, има многу Има со крово, со многу- тече, што е брже направена собата, што треба, неле, да ја тако што е. Што треба за децата соби. соби Да. за децата исто така има. Копатело. Да, материјал што треба, Копателото материјал. е нешто најважно. Да, барем, материјал мислам, што заради треба сите. хигиенските услови. Да, сега си бркат соби свој да имат децата, мала е собата една, сите неле не може на вкуп. Така. Да, во една соба што е. Колку е тешко да се живее Па во многу е една тешко да ти кажам, собата е брже направена, кога врне зимно време многу е ладно, од зидовите имат влага, улава дождо. Не Како улава. функционирате? Тешко како иде, да ти кажам, тешко е многу. Со деца мали требаш да го да затоплуваш многу, па многу. Затоа многу е ладно там. Нас. Се надевам дека ќе се соберат средства, Да, да, ќе и јас се помали надевам, да. луѓе и ќе Да. се направи барам тоалети да може Да, да, да. се таа една соба да биде со Да, подобри услови. Ајде да се прошитаме да видиме што се ти Може. е потребно. Не знам, првосмукалка имаш ли првосмукалка? Да, не прво смакалка нема, моментално. Не за прва смакалка, не знам, ќе видам за телевизор нешто. Така. Ајде. Да. Телевизор ми рече, така? Да, телевизор. Добра. Телевизорите во оваа продавница се наоѓаат тука, ќе може и да го викнеме да ни помогне. Ајде Ајде, сега повелете. си ни потребен. Ајде, има голем избор на телевизори, значи, само што видите Како што колку инчи ви знаете, треба, која нашиот- големина ви треба, да. Вие знаете веќе дека која е нашата Сума, знаете. сума, нашиот ваучер Flex Credit кој што го подарува и треба да вклопиме Нема цени. проблем. Имате интересни цени, тоа ме Има, радува. да, Океј. да, да. Имате 40 инчи, 42, 43, 50 инчи, со тоа што се како и да растат големината на телевизорите и цените Цените се растат. поголеми. Така да, 43 за дневна соба е доволна големина. ова кој е? мислам. А ова? 43 инчи. Исто е, че тоа е че Ама малце ова е помал. поевтин. А еве ќе направиме уште поевтино, значи како се вика, али подобар бренд, значи со 3 Аха. години гаранција, со Android, значи тоа е без Android, ово има Android. Така, Оперативен така. систем, да. Оваа цена од 10.200 ќе Ќе искористиме. искористиме и ќе направиме дополнително нешто попуст. Па мислам дека Ја. може. Па и вие сте ни пријатели, зашто затоа ќе да направиме зашто да не биде дополнително, тоа да, така? да. Значи поквалитетен со 3 години целосна гаранција. Значи Да, Android, ќе може. Fox е многу солиден бренд. Не размислуваш за ништо Друго. Да, ќе Други мислам да се дека ќе биде помали. овој, ќе биде овој. Добро, Да, тоа. 10.200, тоа значи дека ние имаме се уште Лимит има. лимит, така е. Да. Кажи ми, Јаготка, што друго ти е потребно? Еве, телевизор го решивме. Фала им и на домаќинство тука, затоа што секогаш ни излегуваат во присраз, затоа што и тие се хумани, затоа што и тие ни се пријатели. Што друго ти е потребно? Па да видиме баш што има. Зимната Дали слободно имаш почитете. нешто од кујнски апарати? Дали ти е потребно миксер, електрично ГСВ, бокалче за да можеш Бокалче имам. чајче да им направиш на Да, да, дечињата, имам. да им имаш бокал? Да, имам. Добра. Што ти е потребно? Ај, овие колку Фритези се? на топол воздух, ако сакате исто. Овие се Фритези на топол воздух, ерфраери. Да. Имате, значи, со помала литража, имате со поголема, се зависи колку члено семејство сте. Да. тие имаат топол тие воздух се работат. незиниот сопруг и 3 дечиња кои што се на разлика на 2 години, ако не се лажам. Да, едното е 7 години, едното 5 и едното е годинка. И едното е годинка. Мислам дека многу работи им се потребни, затоа што не знам дали ме слушна во најавата, живеат во страшно нехумани услови, немаат тоалет, живеат во една собица која што им е направена од цигли, колку само да се заштитат од еден дожд кој што и од тој неубаво се заштитуваат. Ама, Што ќе се ајде, одлучат? нека биде среќна Јаготка и таа е таа која што треба да си Има и одбере. Ова моделче, значи. Ајде малку да ни раскажеш околу ерфраерите, може ли? Ова е
апарат на заготвење на воздух без Да. зоетин. Да, знам. Ако Дали ти е познато јаготка? Да, познато ми е, да, познато ми е. ставате, значи на песота можете да им готвите, тајмер си ставате, ги има и горе јадењата, значи само Дали си би се кликнувате снашла на за да можеш да си Па да, си треба да се кликнува на снајдеме. јадењата и тоа е тоа. Да. Временски само си одредува. Да. Хартивчиња се купуваат, така? Може. Ако сакаат за полесно чистење да биде. Да. Се купуваат, да. Инаку може и директно да се готви во ова, само ти треба да си го перете. Да. Ако не може, како што кажа, да се докупат Буквално специјални, секоја храна може да се приготви во... Секоја храна, да. Дали сека. сакаш вакво нешто? Па може, да. Може? Да. Колку Готово. чини тоа? Имаме уште? Има уште. Уште Ајде. за еден Друго? мал апарат. Ајде, мал Добро. апарат. Зависи што им време. Може пегла ако сакаат. Јаготка, не си расположена за пегла? Не си, добро. Ма можеш Може да да ми кажеш видиме дека не си? нешто, тавски, нешто. Ајде, Тавчиња? можеш Да. да ми Имате кажеш. тука тостери, од другата страна ви се миксери, Дали од оваа имаш страна ви се тостер? Да видиме може со тавче. Може. тави. Ајде. Имате тука тенџериње и тави. Јаготка буквално ми избегнува, што Не, ти не ти кажам, не ми избегнувам, одговара, туку си оди кај што и треба, не ми кажува што сака. Ајде, да видиме, Колку еве се ги, тие? тавчињата, Значи, тука тавчиња. имате и некои мобилни телефони, имате... Јас прв пат ги гледам мобилните телефони. Па, не се одлучил никој до сега Да, за телефон, може би не затоа одлучил, сите сакаат точно. за За домакинство дома, што да. се. Да, да. Јаготка, што размислуваш во моментот? Ајде кажи ми на глас што размислуваш. Па не знам, се одлучувам што. Сакате некој тавченце, може да вклопиме некој тенџерче, може да за да дополниме. Па Какви тенџериња имаш дома? Какви тави имаш дома? Дали воопшто ги имаш? да имам, ама ми фале тавкам дека ми фале. Ако ти фали тавче, значи... Колку сти? Ова ви е околу 1100 денари. Значи ќе го вклопиме во сумата, не е проблем тоа. Ај израчунај ми. Со ова тавче? Не рачунаме на памет. Многу нормално. Со ова ќе завршиме работа. Во таа сума Со се нешто ќе попусти, иде со се ваши- со попусти, да, ќе иде и нешто од нас. Ете, Значи, тоа го ќе- чекав. Ќе ја израмниме на 15.000. Сума, Значи да не е добиваш проблем. телевизор, добиваш airfryer и добиваш тавче. Тавче. И сега имаш право на уште еден производ кој што ти е подарок од Елипса. Миксер имаш? Миксерче, нешто Бу- тако. Не ги користам миксерите моментално. Добра, Да. добра. Пегла? Јас повторно со пеглата, не пегла, готово, не правиме не муавет пегла. околу пеглањето. Блендер? Имаме можност за блендер? Имаме можност за уште некоја малечка тавченца? Не, Може, значи, да си одберете, еве, као поклон од овие две тавченца, еве го. Од Елипса ова, ќе ви биде. Дали Поклон. си задоволна? може. Може? Добар. Значи за 15.000 денари, Калкулиравме и попуст, точно и една така, тава од и една Елипса, тава да. од Елипсо. Елипсо веќе ни се пријатели. Пријателите Flex Credit подаруваат телевизор, airfryer и тавче, поголемо, и Елипсо едно помало. Мислам дека направивме многу убава спојка на производи за да се вклопи во целиот ваучер, да се вклопи и со нивни попусти, со нивни подароци. Јаготка, имаш ли нешто да ми кажеш? Задоволна сум од тоа. Задоволна си? Да, да. Добра. А што се случува дома? Ќе ми раскажеш ли нешто? Има ли некои промени од кога дојдовме и те снимавме во Дојран? Па нема и уште промени. Нема донации уште. Така? Да. Очекуваме да има. Какви се плановите? Дали направивте? Ми рековте дека почнувате полека да сакате да изградите тоалет. Да, сакаме, До каде сте? Имате И ли уште некој не сме го материјал? почнали. Да, имаме цигли, ни требат, цимент ни треба, Добра. песок. Да, Добро, во околина на Дојран, во некој кој што се занимава со
со песок, кој што има фирма, може да донира кај Јаготка за да можат нивните 3 златни дечиња да имаат похумани услови, за да може да и биде полесно секојдневието. Јас се надевам дека И јас се надевам дека ќе има хумани кои ќе можат да помогнат. така За децата барем. така. И јас сум сигурна во тоа, ќе се направи што е можно повеќе од нас, од граѓаните и ќе ти биде улеснителна околност. Ти благодарам што дојде дури од Дојран сама со автобус за да не испочитуваш до Скопје, за да ги испочитуваш и нашите пријатели Флекс Кредит и Елипсо и се надевам дека повторно ќе се видиме за убаво. Да, и јас се надевам. Ала. Поздрав. Се гледаме и среќен ти пат за Дојран. Тоа беше Срце на дланка. Јас се надевам дека по оваа емисија ќе имаме повеќе донации кај Јаготка и дека ќе се израдуваат незините 3 златни дечиња. Ова е мојот дом, секаде е за поправка, за кречење од влага, од секаде има вакво на овој кревет спијат потпрени со цигуи, трнете се вакво. Потпрени со цигуите. Па фактички дневна е, ама дека тука спијат, па и детска може да се рачуна. Ова дека би требало да спијат. Ама има буквално дупка во зидот што и гуштери ни флагуваат и све не може да Патилото е доста старо, кадата е дупната и влага од секаде и од згоре има исто кај што тече, па е маскирано за да не прави проблеми. Водовод скоро секаде треба да се менја. Овдека има работи чешма, ама тече нон-стоп. Шпоретот не работи. И спремам на плин. И само единам шоравната што работи. Постојат луѓе што животот ги милува нежно и луѓе што животот ги става на најтешките испити. А таа е жена што поминала низ двете страни на судбината. Родена како посакувано и сакано дете, растеше во топол дом исполнет со смеа, љубов и сигурност. Катерина Пецурова, имам 38 години. Мајка ми сега почина минатата година во август. Татко ми е починат, мајка ми што беше премажена, сега него го сметам како татко. Со него живеам моментално, со очево да. Он има воена инвалиднина од 8.000 денари. Со нив се издржаваме. Јас, они, 3 деца што мислам од бракот. Мајка ми ја земаше пензијата од татко ми. Немаше не лично неизина пензија. И рекол дека не може ово. Дека не изена пензија, немам шанси да ја превземам јас. Беше вредна, амбициозна и скромна. Учеше, се бореше, ги остваруваше своите соништа и заврши факултет. Од она мало насмеано девојче израсна во прекрасна млада жена, полна со живот, надеж и љубов што сакаше да ја подели со светот. Додека беше жива мајка ми работев, во Европа работев, ама бидејќи децата беа болни, почесто идев на боледување и мајка ми тогаш не беше добра, децата не добри и не ми го продолжија договорот. И кога
Факт, мајка ми почина во август, во септември мене не ми го продолжи договорот. И дека до септември работев и за социјално ми требаше 3 месеци да чекам за да можам да аплицирам за социјално, за било што од овакво. После тоа имав некои приливи на пари што за смртта на мајка ми од работа што ми дадоа. И помина доста време ваквото, дури во минатиот месец аплицирав во март. И сега додека се соберат тие документите таму, додека дојде комисија што треба да доаѓа, поминувам долго време. За тоа време ја немам више што да ги ранам децата. Немам, татко ме очувате опериран, сега брзо се оперираше од простата, канцер на простата, и он не може да ги носи, барем да може да ги однесе до школа, до градинка, ама моментално и он дека не може, морам ја да се грижам за сите. И не можам да отидам на работа и да сакам. Ни работа, ни приноси, само со тие 8.000. И од тие 8.000 што му кратат за кредити. И да почнам да работам, имам извршители, од што зимавме кредити со сопругот, зимавме кредити, па ми ги натовари он дека на неговите јаму бев жирант, он не ги плаќа и се на мене. Како се одлучуваш да се запишеш на земјоделски факултет, бидејќи сте сами со сестра ти? Како тоа финансиски го поднесе твојата мајка? Фактички, фала Богу, нека се живи. Баба ми и тетка ми го платија факултетот. Цел факултет, можам да кажам, 5 години колку што го учев. Сите 5 години тетка ми и баба ми дур беше жива. Браво. И баба ми ставно имаше на крај више една изрека, вика да дипломираш па да си умрам. Ја дипломирав во 2013 декември месец, во јануари она починува. Месец дена подоцна таа починува, меѓутоа и се остварила желбата. Само што не има физички дипломата во раце, иначе ќе бев дипломирана тогаш. Кога полагав, кога дипломирав, дипломската ја бранев кај професорка по цвеќарство, баш по цвеќарство ми беше дипломската. Кај Стефанка Хаджи Пецова, мислам дека се презиваше, како сум сгрешила, нека ме прости. Тоа беше одамна 2013, мислам дека беше кога дипломирав. Градинар од цвеќарска, и за градинарство беше насоката и цвеќарска. Не беше само стриктно цвеќарска. Па многу ми е тешко, сум се мачала 5-6 години да го учам факултетот, а да не можам да најдам работа со него. Буквално, па и жалосно. Одмирен семеен живот исполнет со љубов, надеж и планови за иднината, Катерина се соочила со сурова реалност на семено населство. Имав сопруг, кратко се знаевме пред да се земеме, кратко се знаевме, не се знаевме кој знае колку долго. 2015, мислам дека беше кога се земавме. Дојдовме тука во Скопје, живеевме. 2 години некаде. После 2 години отидовме во Битола, мене ми се пруži шанса да работам во Кромберг, таму, у таа фабрика што е битолската. Све супер беше и на почетокот. И дури живеевме и одека во Скопје, на почетокот живеевме. Каде живеевте, под Кирија? Не, тука. Тука во оваа куќа? Добра. Со мајка ми се очуват исто. Тука живеевме. Он работеше и јас почнав да работам после да... И беше супер, да не кажам супер. После во меѓувреме ми се створи мене можност да работам во Битола во фабриката, сестра ми кај што работеше. И решивме да се преселиме. Да се створите заедница, да функционирате сами. Да бидеме све. Се преселивме таму и јас почнав да работам. После некој време и он аплицираше во истата фабрика и он почнав во истата фабрика да работи. Ако после се преселуваме во куќата. Таму не се останувам бремена со втората. И тоа и со него се продувам во Битола исто. Во меѓувреме си функционираш, трудничко си, на работа си? На трудничко бев, па почнав на работа. Повторно останувам бремена со втората. Морам да кажам дека во втората бременност
90% бев и на боледување, пошто ми беше малку висок притисокот. Така. И поризично беше и морав малку и поише дома да седам. Така. На почетокот добри беа односите, после више при крај, више кога ќе почнував ја вептен да не можам кога бев, да не кажем 9 месец, почнуваше малку да не ми помага, да ме остава све сама. Никако почна, повеќе се поправи едно време. И на крај се породувам со втората. Дека уште бев на породилно од второто, јас останувам многу набрзо, останав бремена со третото. Многу, дај 5-6 месеци беше поминато. И само што останувам бремена, после само што дознавам дека сум бремена пак, после дај месец-два така нешто ми се јавуваат од работа. Вика дека тогаш беше корона, нема да ти го продолжиме договорот. Продугното тоа ќе си го зимаш до крај 9 месеци, ама нема да се вратиш на работа. Така. Автоматски, само што се дозна дека ја нема да се вратам на работа, почнаа сите проблеми дома. Наместо сигурност и топол дом, секојдневието за неа и незините деца станало исполнето со страв, солзи и неизвестност. Сретна еден во кафаната таму, сретна еден демек барал работници за во Германија. И тој беше толку ековерен, и готово, ја ќе идам во Германија, не идам дека на работа, во Германија ќе идам, ајде еден кредит за да направи пасош, ајде уште еден кредит да пари да има за Германија. После човекот што му рече дека пара, никаде не можеше да го најде. Буквално не можеше да го најде, кога земја да пропадна и автоматски све му испадна џабе. И тој тоа што го заработеше за, да речеме, за вепоно го пиеше пред продавница, седеше и пиеше пиво, ракија. И се пијанчеше, да не кажем, и кога ќе дојде дома, се караше. Се расправаше. Ова не чини, она не чини. Не си фатила ништо, не си помогнала ништо, ништо не помагаш. Само јас се нервирам дека немаме пари, дека немаме ништо. Почнавме се за тоа да се караме и на крај почна и физички да... На колку наврати физички ви имаше имаше малтретирано? можда 2-3 пати, ама убаво. Која е работата после првиот пат што те натера да останеш во таа куќа и да бидеш со него повторно? Па века мај ќе се поправи. Рече ќе нема никогаш да го правам тоа. Ми поверував на почетокот, после тоа набрзо, одма после тоа и по втор пат дојде полиција, све беше пријавен, све тоа, ама некако полицијата па да не кажам ме натера да останам и вечерта. А не го приведоа него? Не го приведоа. Остана така како беа, ги идеме кај ќе се смиреме и вечерта ми вика, цело време ми повтараше, што ме пријави во полиција, ќе видиш убаво што ме пријави во полиција. Утре дента вечерта се јавив ја на мајка ми, тоест на сестра ми на мајка ми. И утре дента отидов за Скопје. Си ги собрав партавите и децата и за Скопје. И така ми спратија, отидов првин кај сестра ми, една вечер преспав кај сестра ми во станот, после тоа... Бремена, веќе 8 месец. 8, скоро, да не кажам 9, при крај на 8 месец. Отидов, преспав една вечер кај сестра ми, и со првиот утрински автобус дојдов за Скопје. И од тогаш он 2-3 пати дави се има јавено до сега. Нема ни доаѓано, нема ни да ги доеда децата, ниту пак пари им дава, плаќа, има одредено за алиментација, све судски сме разведени, ама не плаќа ништо за децата. По 3.000 за дете, за трите деца 9.000. Има и забрано исто и он за да не се приближува дека со семено насилство со ова, ама не ни пробува па да се. Но најголемата болка за една мајка не била сиромаштијата. Најтешко и било да ги гледа последиците што насилството ги оставило кај низините деца. Стравот и траумите особено силно се одразиле кај низиното девојче, кое по се што гледало и преживеало, речиси престанало да зборува. Ете со големата ќерка дека стрес со разводот, не збори со непознати.
Ете, вчера бевме баш во Центарот за ментално здравје, што ни дадоа некои јапчиња, некои сирупи, не знам што, немам со што да ги земам. А треба да ги пијам секој ден. А ја немам со што да ги земам. Од стресови, најголем дел од стресови. Она беше, кога се разведувавме, кога беше во насилството со сопругот, она беше најголема. Она го гледаше свето. Што не го има текерка, тоа се го гледаше. И морав да прекине тоа за да не го гледа веќе тоа. Она е сега толку повеќано, толку со непознати, не комуницира, проблеми со учењето. Од академски граѓанин до мајка што денес живее со само 8.000 денари и секое утро се буди со истата болна мисла. Дали ќе успее да ги прехрани своите деца? Сега само со тие 8.000 од Лочувавша се и Оливер, попот Оливер што ни дава пакет месечно, ништо друго немаме ништо. И од време на време буквално комшиите нешто што ќе ни дадат. Инаку некои денови што се вика и децата гладни се спиваат. Ете преескаме моја, вика да сакам јогурт и леб дробено, а немав јогурт да им дадам. И буквално плачат за јадење. Сакам јогурт, викам немам да ви дадам деца. Многу ми е тешко кога ги гледам така да плачат за да немам да им дадам. И големата ќерка ми е прводевение. Сабаве се сака да ја дадам нешто за ужинка, да се купи. Некогаш ќе купувам, некогаш немам да ја дадам. Оди гладна. Ќе ги залажеме со нешто друго, со играње, со играчка, вакво со цртање ќе им пуштам, ќе се залажат и ќе заспијат. Како е за пред спиење, например, ќе им пуштам цртање, ќе се загледаат во нив и ќе заспијат. Ама не знам да кога ќе издржиме така. Буквално имало и само шеќер се зимаат. Шеќерче, лажечка шеќер им се јаде нешто, лажечка шеќер зимаат се јадат. Многу е тешко. На самата помисла дека порано ми беше, не знам, супер во животот, до сега да ми е толку да сум, па да не кажам несрекна, ама ете несрекна. Да немам да прехранам децата па и себе. Има доста такви ситуации да детето ми бара јадење, а ја немам да им дадам. Тоа плаче на една страна, јас плачам на друга страна. Не можам да го дадам, а тоа бара. Тоа дете бара, се бара за јадење, сакаат сокчиња, немам сокови да им купувам. Зад нејзината тивка насмевка стои мајка што секој ден се распаѓа и повторно станува. Поради нив, поради своите 3 деца. Тече од крововите. Во едната во спалната кај што треба да ги ставам децата да спијат, е отворено буквално што тече, гуштери фегуваат натре. Ми е страв тамо да ги ставам да спијат во дневната на тој кревет, а тој кревет е па скршен, потпрене на цигли за да не се распадне. Морам, ајде дека јас спијам до нив, не ме собира на вака, спиеме со попреку. Ако беше, нозете ми се буквално на стол ги ставам нозете за да не ми се надува. По емитувањето на емисијата почнаа да пристигнуваат повици, пораки и помош од хумани луѓе од сите страни. Граѓани донираа храна, облека и финансиска поддршка, а компании и добри луѓе понудија можности за работа и нов почеток. Почнаа да пристигнуваат и лекови, витамини и неопходни терапии за децата. Нешто што до вчера за Катерина изгледало недостижно. По долг период повторно почнале да и се јавуваат и луѓе со кои некогаш се дружела во средно училиште. Пријатели што животот ги разделил, но кои гледајќи ја нејзината приказна, повторно ја побарале и подале рака. По името можам да кажем дека се случи нешто што не ни очекував дека толку ќе биде. Прво, скоро сите мои другари од средно ми се јавија. Што немавте контакт долго време? Па може да се каже од кога завршивме од средно.
Сите ми се јавија скоро половина и беа кај мене. Се јавија и многу други луѓе. Ни донесоа доста храна, доста хигиенски средства, доста финансии ни спратија. И најважно дојде Сабајево, дојде градоначалникот. На вистина. Да, ми обеќа дека ќе разговара таму со Паркови Зелено за пак да се вратам за на работа. И обеќа дека ќе земе креветчиња за децата, електричен шпорат исто дека ќе земе он и дека ќе го поправи патилото, кровот што тече, па и зидовите. Сакаш да кажеш дека по краткиот дел каде што се представуваш себе си, за многу кратко време ќе успееме овој дом, оваа трошна куќичка да заличи на вистински дом. Да, И нема повеќе да мириса на влага. да, така испадна. Немав надеж некоја голем дека некој ќе ми помогне. Очекував некоја 1-2 донации, 3. Нешто да ми се даде и толку да се замре буквално. Ама ете, телефонот буквално не престана да звони откако ја дадовте на интернет. За само неколку дена, животот на Катерина почнал да добива нова насока. Домот кој до вчера бил исполнет со страв и неизвестност, денес повторно добива надеж, насмевки и верба дека подобри денови на вистина постојат. Треба да те прашам уште нешто, затоа што спомена дека твојата ќеркичка ја носиш на психолог. Бевме во центар за ментални младенски, Карпаш, не знам точно како се вика. Добра. Таму ти даваат ликови кои што минатиот пат не ги зема. Да, минатиот пат немав можност да ги земам. Сега ете ми ги донесовте. Ви благодарам и за тоа. Ова е со сигурност почетокот на еден нов живот за Катерина и нејзините деца.